По објавувањето на пакетот мерки за реформи во јавната администрација кои се однесуваа на подобрување на квалитетот, денеска СДСМ ќе ги презентира предлозите со кои ќе се подобрат основните услови за работа на административците. За да имаме ефикасна и продуктивна администрација од која граѓаните ќе бидат задоволни, најпрво потребно е самите административци да се мотивирани, да се стимулирани и да се задоволни од условите за работа, како и од статусот што го уживаат во општеството. Затоа вториот пакет мерки што и го предлагаме на владата на Република Македонија се однесува на подобрување на условите за работа на службениците. Прво, предлагаме флексибилно работно време од 7 до 17 часот, што ќе значи дека службеникот самиот ќе го димензионира почетокот и крајот на својот работен ден. Во зависност од околностите во семејството, животните навики, работата на училиштата и градинките во кои учат нивните деца, службениците ќе можат самите да изберат дали работниот ден ќе им започне во 7, а ќе им заврши во 15 часот, или пак тој ќе трае од 8 до 16 или од 9 до 17 часот. Битно е работата да се заврши, а граѓаните како корисници на услугите на администрацијата да бидат задоволни, но во исто време да бидат задоволни и самите административци како пружатели на таквите услуги. Второ, да се воведе системот иста работа, иста плата, затоа што службениците се соочуваат со горливиот проблем на нееднакви плати за исти работни места и за исти позиции, а во различни државни органи. Во врска со ова прашање во извештајот на Европската комисија стои: системот за плати во јавната администрација останува неизедначен, што влијае врз единството и мобилноста на јавните службеници. Познато е дека службеници на исти позиции со исти звања во различни институции земаат различна плата. Со овој проект предлагаме владата на Република Македонија да обезбеди гаранции дека двајца административци кои имаат исти квалификации и се вработени на исти позиции во различни државни органи ќе примаат иста плата. За илустрација, правник, раководител на сектор во Агенцијата за администрација има многу помала плата од правник, раководител на истиот сектор во Агенција за цивилно воздухопловство, иако имаат слични овластувања и надлежности. Го повикуваме Министерството за информатичко општество и администрација да го надополни работниот текст на што туку објавениот Закон за администрација со критериуми за утврдување и изедначување на платите во јавниот сектор. И трето, за да се подобрат условите за работа, СДСМ предлага да се вратат најголем дел од ингеренциите на Агенцијата за администрација или поранешната Агенција за државни службеници, кои беа одземени и пренесени на Министерството за информатичко општество и администрација. Оваа агенција, како независен и стручен орган, треба во целост да се грижи за приемот, унапредувањето, мобилноста, дисциплинската и материјална одговорност на службениците, без никакво учество и без мешање на извршната власт, односно на Министерството за информатичко општество. Овие три мерки, флексибилно работно време од 7 до 17 часот, воведување на критериум иста работа, иста плата и враќањето на ингеренциите на агенцијата, значително ќе ги подобрат условите за работа на администрацијата. Со тоа ќе се зголеми мотивираноста, ентузијазмот, а се разбира и ефикасноста кај службениците. СДСМ има подготвено и трет пакет мерки за целосна реформа на јавната администрација, што ќе ви ги представиме на некоја од следните пресконференции. Благодарам.